19-годишна девојка од Битолско суспектна на COVID-19 починала вчера само неколку часа откако била примена во Битолската болница во исклучително тешка здравствена состојба. Ова е последен во низата случаи од црната COVID статистика. Вчера имаше рекордни 51 починат, а во следните денови состојбата ќе биде уште поалармантна, предвидува професорот од Технолошкиот факултет во Битола Дејан Трајковски, според кого дневната смртност од COVID-19 ќе достигне и по 60 починати на ден. Во своите алгоритми за текот на пандемијата, професорот пресметал дека пикот на вирусот е во полн ек, а мерките кои вчера стапија на сила ќе дадат резултат дури после една седмица. Тој вели оти вакви рестрикции требало да се донесат пред најмалку еден месец, за да се избегне црното сценарио од последниве 2 недели. Цената на непревземањето на поенергични мерки мора да се плати, вели професорот Трајковски. Сосема очекувано е дека врвот на умирањето ќе биде достигнат најмалку 10 дена после врвот на заразувањето. Значи, некаде најрано околу 15 април ќе го видиме максимумот. Во просек зборуваме. Значи, моментално е просечниот број на починати дневно 42, на максимумот веројатно нема да достигне или ќе биде блиску до 50 во просек, со одредени инцидентни вредности и до 60. Се разбира дека немаше да стигнеме до овие високи нивоа на дневно заразување доколку бројките беа воведени уште пред 1 до 2 месеци. Во тој случај врвот ќе беше понизок, ќе беше додуша и поразвлечен на подолг временски период, меѓутоа притисокот врз болниците немаше да биде ваков како што е сега. Според Трајковски, најлошото допрва доаѓа за Битола, каде пикот на вирусот се очекува во следните денови. Во однос на растот на кривата, таа моментално го достигнала својот врв, но ќе треба време за бројот на дневни позитивни случаи да почне да се намалува. Уште неколку дена ќе имаме приближно константен број на новодиагностицирани, се разбира со малку повисоки вредности во среда и во сабота, а потоа тој број ќе започне да се намалува. Иако врвот на бројот на диагностицирани е достигнат, бројот на активни случаи се уште не е, тој ќе продолжи да се искачува уште неколку дена, заедно со него и бројот на активно хоспитализирани. Само во последните 7 дена бројот на починати поради компликации од COVID-19 се зголеми на 300, или во просек околу 40 пациенти дневно ја загубиле битката со болеста. Висок е и бројот на ново заразени пациенти кои според дневните статистики варира помеѓу 1200 и 1500 случаи. Најголем товар повторно има врз болниците, каде се хоспитализирани рекордни 1700 пациенти.